Почитувани медиуми, денеска еве во присуство на министерката за одбрана во владата на Република Македонија имавме можност да организираме една работна средба со компаниите во фазата и процесот на спроведување на технички диалог кој се однесува за потребата за спроведување на процесот на јавна набавка за потребите на Министерството за одбрана. Морам да напоменам дека ова е од посебно наше задоволство што организираме ваков тип на средба, која што веќе со министерката ја договоривме уште минатата година, кога имавме една слична ваква средба со компаниите, кога конкретно стануваше збор за набавка од областа на воената индустрија. Но овој пат повторно спроведуваме една ваква средба со сите оние заинтересирани економски оператори кои што може да се приклучат во овој процес, да видиме во фазата додека тече техничкиот диалог, да може компаниите навремено да се вклучат во фазата на доставување на конкретни забелешки и коментари во однос на спецификацијата на производите и опремата, која што ќе биде предмет на набавка за потребите на Министерството за одбрана. Наше задоволство е што на овој начин всушност се задоволува и она обврска за спроведување на задолжителна консултација по овој процес пред спроведување на фазата на јавна набавка и се надеваме дека ова ќе продолжи како пракса да се спроведува и во иднина. До сега ваква позитивна пракса имаме со Министерството за одбрана, но се надеваме дека и останатите институции ќе се приклучат на тоа да се спроведува еден ваков технички диалог, бидејќи во спроведувањето на тој технички диалог многу е важно да може во доставувањето на забелешките компаниите многу конкретно, многу детално да поентираат и да прецизираат што е она што треба да се допрецизира во самата документација, за да може да имаме навистина едно спроведување на една квалитетна набавка во конкретниот случај за потребите на Министерството. Со овој состанок, кој што продолжува и сега на оперативно ниво, целта е да се отвори една дискусија и да може во фазата додека трае овој диалог во наредните 2 недели да може компаниите и соодветно да ги достават коментарите, и нашата идеја е на ваков начин да може што поголем број на економски оператори пројават интерес да учествуваат на овие тендери кои што ќе се спроведуваат од страна на Министерството и да може на тој начин да се зголемува конкуренцијата, односно да се има што поголем број на компании кои што ќе учествуваат во овој процес. Јас во саботата најавив дека во текот на август ни започнаа набавките кои што се дел од модернизацијата на армијата на Република Македонија. Се заблагодарувам на Стопанската комора што уште минатата година иницираше средби помеѓу домашните компании и една од министерствата која што е голем, да кажам, потрошувач, Министерството за одбрана, за да обезбедиме подобри јавни набавки, потранспарентни, почесни, по подобри цени и подобри услови и за компаниите, но и за владата. Денеска објавивме и пред представници на голем број на домашни компании дека во тек се постапки за набавка на неборбени возила и за инженериски машини кои што во голема мерка ја зајакнуваат и капацитетот и можностите на армијата на Република Македонија, не само во услови на криза, туку и секој пат кога им помагаат на домашните институции. Оваа набавка долго време е планирана, драго ми е што и официјално ја стартуваме. Денеска беше објавен техничкиот диалог за едниот дел и до крајот на месецот очекуваме домашните компании, компаниите што сакаат да учествуваат, да ги дадат своите забелешки. На средбата со представниците на овие домашни компании кажавме дека техничкиот диалог не го водиме проформа и ги охрабривме, ако имаат забелешки, да ги достават, бидејќи навистина ќе бидат земени предвид. Сакаме да обезбедиме чесна, транспарентна и многу конкурентна постапка, која ќе им даде шанса на најдобрите
да победат, а нам ќе ни даде шанса да ја добиеме подобрата опрема по подобри цени. Сакам да кажам дека ова ќе продолжи да биде политика на владата на Република Македонија, на Министерството за одбрана, и убедена сум дека е тоа добро и за институциите во Македонија, но и за домашната економија.